Колешката Симона Илиевска со најновите информации од пунктот за бездомници Момин поток во Скопје. Се одржа првата национална олимпијада за Вселена. Добро утро за Ирена Чаушевска-Даниловска, основач на New Men's Business Акцелаторот, и Марина Пупевска, професорка по физика во гимназијата Мирче Аце во Прилеп. Звучи интересно, прва национална олимпијада за Вселена. Ајде да почнеме. Идеја, што, како се случуваше? Како New Men's Акселератор и Gold Oaks фондација 10 години работиме во оваа област на приближување на многу можности од светот кон младите од Македонија, пред се од Америка, поврзани со различни можности што и НАСА ги нуди. Изминатава година го оформивме овој проект како пилот проект кој се одржа во 4 региони во Македонија, конкретно во градовите Гостивар, Прилеп, Охрид и Штип, но има можност да присуствуваат млади од вкупно 20 градови и се од околните места. Ние сме многу задоволни како за прва година имавме прилика вкупно 300 учесници со голем учество и на девојчиња 65%, што вообичаено не се случува, и многу учесници од руралните средини, дел од кои понесоа и награди. Така што навистина интересен проект со поддршка на Американската амбасада и се надевам дека следната година ќе можеме да го продолжиме во уште повеќе места. Так. Интересот каков беше на самите ученици и професорката, малку да ја уклучиме, што се правеше во текот на целата олимпијада? Сакам честитки до празникот, денешниот празник. Го славиме денот на прво просветителот, прво учителот, книжевникот, епископот Свети Климент Охридски. Драго ми е што на овој ден ќе ги споделам новите успеси на нашето училиште гимназија Мирче Аце в Прилеп. Ние учествувавме со тим кој беше победник на 4-тиот хакатон се одржа во Прилеп, во основното училиште Кочорацин. Тим од тројца ученици под моје менторство, кои со исклучително големо задоволство го доживеа целиот тој настан, како и финалниот настан на првата Олимпијада за Вселената. Од професионален аспект, како наставник, можам да кажам дека овие активности, браво за организаторот, предизвикуваат задоволство и среќа кај учениците, потоа во однос на психолошкиот развој, но секако и развој на креативноста, иновативноста и секако интелектуалните способности, затоа што се опфатени области од физиката. Јас сум професор по физика, многу области од физиката, но и други области, како кинематика, динамика. Какви експерименти се правеа? Да бидеме малку по-детални, да ги доловиме. Може да работат во 3 различни области на самите хакатони. Едната област беше да земат определен научен мит, да истражуваат околу него и да направат презентација како они размислуваат и што е навистина ситуацијата за конкретно за тој научен мит. Втората можност е да оформат експеримент кој што потоа ќе го постават на определено летало, било тоа да е дрон, било да е балон со хелиум или со топол воздух. Впрочем, на нешто вакво работевме за време на финалниот настан кој што се одржа минатиот викенд, каде што најдобрите од сите 4 регионални регионални надпревари беа во Скопје на аеродромот Стенковец, поставуваа сензори кои што потоа мереа температура, притисок, влажност на воздухот, загаденост на воздухот. Го поставивме јаглероден диоксид. Така, го поставивме на еден голем дрон, имаше можности да летаат, ете го и дронот како го носи експериментот, и потоа може да ги прибираат и анализираат информациите, да ги споредат со тоа што претходно го истражувале. Значи практично што го учат во училиштата од физика, па и географија, па и хемија, да го применат овде во пракси. На нив им беше многу интересно, затоа што првпат имаат таква можност. Има претходно предавања од експерти, цело време менторите нивни беа со нив и се дружеа. Значи млади од целата република практично беа заедно во Скопје, поминав на еден преубав ден надворно отворено. Ќе се согласи сигурно и професорката при крајот од разговорот, ако зборуваме како да си ги задржиме младите дома. Јас сум навистина почестен што сте ни денес на ваков празник гости, што зборуваме за еден ваков настан. Ќе се согласите дека во вакви работи треба да се инвестира. Кога стане збор за младите. Јас затоа и кажав, работам со ученици, со таа млада популација и покрај редовната настава, ова е навистина многу интересно, побудува, како што реков, интерес, лично задоволство, среќа, но и развој на интелектуалните способности, затоа што да додадам покрај
области од физиката, динамика, кинематика се навлегуваат во развојот на интелектуалните способности и електроника, потоа мехатроника, астрономија. Нешто многу интересно, навистина, преубави активности. И ако имам можност, јас накратко би сакала да кажам дека нашиот тим од тројца ученици од нашето училиште не застана тука. Ние дел од тој победнички тим, заедно со мене како ментор, застанавме пред нов предизвик, пак на иницијатива на госпоѓа Ирена, едно нешто многу ново, не знам колку време имаме да представиме овде, тоа е апликација директно до агенцијата НАСА, која на идеја на нашите ученици и тимот, нов тим што беше направен за апликација на испраќање една поставка за експерименти на не дрон летало, туку балун летало, кој ќе лета на 36 км висина и ќе биде, ако Боже здравје, ни биде позитивно одговорен на апликацијата, тек ни следи работа на реално и физички остварување на тој експеримент. Реков, не знам дали имаме доволно време, меѓутоа прекрасен предизвик, нов предизвик, преубаво што го споменавме ова, така да ова нека биде причина следен пат заедно со учениците да не бидете гости. НАСА со години реализира ваков тип на студентски проекти и секогаш биле гости ученици од Америка. Само еднаш имало европски тим од Белгија. Ние аплициравме со овие студенти, го прифатија како можност. Сега чекаме финален одговор за дали ќе ни дадат место на тоа нивно летало. Се надам ќе имаме за прв пат тим од Македонија. Тоа значи ќе ни јавите и да ни дојдете на гости. Благодарам за гостувањето во утро во Македонија. Благодарам и празничен ден да имате. на времето што го посветивте. Благодарам. Уште еднаш одиме ние во 7 часот и 52 минути во живо пред соборниот храм.